بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم ما بعد. Zahvalnosť mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen i zaslužen da mu se pravi fala. Салават и селам од мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Време во кое живееме, многу работи ни гледат дека се изопачени. Многу работи го менале нивното место. Не се дават хакот на секоја една работа кој хак го заслужи. Многу нешта кои не погодвет, кои ни се случуваат на нас поединечно и колективно. И те што го гледаме во целиот умет е поради нашите гревови, поради нашите зунуб, поради нашите гревови за кои гревови не водиме внимание. Шејтан направи да заборавиме на овие гревови, или да ги гледаме како да не се вредни, или да ги гледаме како да не ни прават на нас никаква штета овие гревови. А овие гревови се себеб за да бидеме ние уништени во дујна и во ахира. Ова непослушност на Аллах Желешану е себеб за ја и ти да бидеме уништени во дујна и во ахира. Сахаби на најмало грев, на нешто што ние денеска го сметаме, не го сметаме, ти е најситното нешто, вели Абдулла ибн Месуд, ги гледавме гревовите како една планина, ние под таа планина и секој момент ќе се здроби врз нас. Исто така шејтан направи ние денеска да се занимаваме со многу други работи, а да заборајме на овие гревови. Да се земаме со нешто што немат корис никаква за нас. Имат само голема штета. И некоја работа да е дозволена во дин, ако е мубах, само дозволена. Ако ти го земви твое време, таа за тебе е забраната. Ти го троши теа време, ти што треба да го вложиш, да правиш ибадет на Аллах, да учиш оваа вера, или да бараш издршка за твоја фамилија. Али шејтан не занимават со овакви работи. Една точка пред да влеземе во денешната тема, која мора да се спомни. Специјално до наши млади, а воедно и до наши стари, постари генерации. Денеска трошиме многу време во тие интернет, социјални мрежи, Facebook, Twitter. Специјално за тие што влегват во некои полемики, што влегват во некои диалози, од кои диалози и полемики само твој иман страда. Само твој иман се намала, така рекол Селев. Немој да влегвиш во некој диалог, во некои полемики, зашто само твојот иман се намала. Многу да пазиме, повторно напоменувам, многу да пазиме да не му дозволиме на шејтан да ни го украде наше време на овај начин. Да не замарат едни со други. Да видиме кој појче сме научили неколку реченици на памет. Кого знаеме да го напамниме подобро, да го омаловажиме подобро. Ова само тактика од шејтан за ја и ти да заборајме на овие наши гревови кои ги имаме. Кои се како една планина и мој да не уништет во дујна и во ахира.
Така еден од тие големи гревови кои го заборавивме денеска. Еден од најголемите гревови, рекол пегамбер алейхи селам, ела унебиукум би екберил кебаир. Му рекол пегамбер алейхи селам на сахаби, сакате ли да ве обавестам, да ве известам кои се тие од големите, најголемите гревови? Му рекол пегамбер алейхи селам на сахаби да ве известам за најголемите гревови што мој човек да ги направи. Калу бела ја Расулуллах, рекла сахаби, да ја Расулуллах, сакаме да ни кажеш кои се тие големи гревови. Ишраку биллах, да му се прави ширк на Аллах Желешану. Ова крај, ова најголемиот грев, најголемото нешто, кој ако човек не прави теубе за ова нешто пред да се пресели, вечно джехеннем. Ебеден, за секогаш. И сме забораиле на овај ширк. Второ нешто, ва укукул валидейн, и непослушност према родители. Второ. После ширк, рекол пегамбер алейхи селам, вал укукул валидейн, непослушност према родители, пегамбер алейхи селам е клал после ширк. Ва кане муттекиен феджелесе фекале, беше попрестана и седна и рече, ва каулу зур والشهادة الزور والقول الزور والشهادة الزور, лажен говор и лажна заклетва. Го повторваше веле сахаби ова толку многу што едва чекавме да престани да не го повтори више. Многу го повторваше ова нешто. Денеска врече заборавивме нојве големи гревови. Заборавивме нојве нешта кои можат да не уништат во дуња и во ахирет. Специјално на теа укукул валидей, послушност спрема родители, доброчинство спрема родители. Ова е еден од најголемите гревови. Пегамбер алейхи селам го клал после ширк. Пегамбер алейхи селам го клал после ширк. Еден рекол од најголемите гревови. А ние со овај грев, или со овај себев за овај грев, за овај грев живееме секој ден, можеме во една куќа со тие родители. И секој ден запатвиш во овај голем грев ако ти не си послушен на твои родители. Секој дневно го правиш овај голем грев ако не си послушен на твои родители. А ти имаш време да се занимаваш со други работи. Забораваш нојве гревови кои те уништат во дуња и во ахирет. Пегамбер алейхи селам го глав после ширк. Најголем грев. Allah Желешану во ајет велит: "Ва қада раббука алла та'буду илла ијjah ва бил валидейни ихсан." Allah Желешану вели, и Allah одреди, Allah нареди и одреди да не се обожава никој други освен Allah. И бъде да му се прави на Allah и да бидите послушни спрема ваши родители. После таухид, послушност на родители. Allah Желешану така го носи тертиб во ајет. Послушност на родители после обожавање на Allah Желешану. После првиот шарт за секој еден човек таухид, второ нешто послушност на родители. Имма яблуганна индека ал-кибара ахадухума ау килахума фала такул лахума уффин вала танхархума ва кул лахума каулан карима. И веќе Allah Желешану потоа продолжи и да бидеш послушен на твои родители. И ако еден од ними доживе старост слабока ке тебе или двајцата, немој на нив да му речиш ни уф. Ни уф, немој да му речиш и немој да го креваш твојот глас на ними. Изборувај му само добри зборови на твои родители, ова наредба на Allah. Со кое нешто живееме секој дневно. Може да добиеш награда, може да добиеш казна секој ден ако ти не си послушен на твои родители. Ако ти правиш негација на нивни наредби, велит муфесири, Allah Желешану ова уффин, ти нареди твој родител нешто, а уф, ова го користиме сите, ама да не упатите. Ова е, велит муфесири, најмалата непослушност која мој да е напред еден човек. Allah Желешану го употребил ова зборче како најмала непослушност. И немој да го креваш твојот глас кај ними. Немој да ги викаш, потоа
да му зборуваш добро на твои родители, немој да укриваш твојот глас и зборувај му добро. Селев рекле, никогаш немој да ги викаш твои родители со нивно име. Никогаш да ги викаш со нивно име. На име да го викнеш твој родител, твоја мајка или твој татко. Многу од овие нешта, како што е ова послушност на родители, го заборавивме. Го запоставивме денеска. Почнавме да личиме како тие куфар. Како што праве тие со нивни родители. Рекол пегамбар алейхи селам. Знаеме тој хадис долг, кога дошол Џибрил алейхи селам во џамија на пегамбар алейхи селам да ги поучи на сахаби. Мели ихсан, што е доброчинство, пегамбарот одговори, што е ова, му рече, кога ќе биде Јаумул кијаме, кога ќе биде судниот ден. Џибрил алейхи селам го праша на пегамбар алейхи селам, рече тој што прашува знае подобро од тој што е прашан. Му рече кои се неговите знаци, неговите аламети, кои се неговите знаци на судниот ден? Пегамбар алейхи селам меѓу другото рекол кога мајката ќе роди своја господарка. Кога ќе роди некоја што ќе биде наредба што ќе добиват од тој или таја, што ќе ги роди нивна мајка и тие ќе биде нивни заповедници. Тие ќе бидат кој му наредбен на нивни родители. Ова е еден од предзнаците на суден ден. Немој да паднеме ја и ти во ова нешто. Го зборувам ова денеска, зашто сум слушнал, ми дошло хабер дека многу од тие што се пред диндани, од многу од тие што се повикват дека го сакат овај дин, недобро се понашве со своји родители. Денеска ние знаеме како адет во наше место. Ако има во една фамилија, еден, двајца, тројца браќа, еден од тие остане со тие родители. И не сака никој да остане со тие родители, а тие родители, рекол пегамбар алейхи селам, тие се средна врата за дженнет. Дженнетот помнозите на твоја мајка. Тие се средна врата за дженнет и не сакаме да останеме со таа врата. Пегамбар алейхи селам рекол во хадис, далеку нека е, далеку нека е и далеку нека е. Онај, кај кого еден или двајца родители ќе доживеат старост и нема да влезат во дженнет поради ними. Далеку нека е. Уништен е овај. Ова е пропаднат човек. И денеска ние не сакаме да останеме во хизмен на наши родители. Не сакаме да му правиме хизмен на наши родители. Имаше во една новина, во една арапска држава во новина го има едавен ова. Имаше една мајка, имаше два сина. Кога се женаве два сина, се преселија во различни места од местото каде живееја. И тие почнаа да се расправаат помеѓу себе кои ќе ја земат нивна мајка да живее со него. Обратно од во наши места. Никој не сака да живее со таа средна врата за дженнет. До тој степен е донесале ова расправија, што ова расправија завршила во суд. Судот да пресуди со кого ќе биде ова мајка, зашто 20 е сакале да биде со ними ова мајка. А денеска не го сакаме ова, не сакаме ова средна врата за дженнет. Денеска му даваме предност на наши жени врз наши родители. Ова денеска кога го зборувам може би ќе дојде чудно, зашто така е чудно времето. Таква е атмосферата во која живееме е чудна. Али за Аллах џелешану не е чудно, за пегамбер алейхи селам не е чудно, кога непослушноста е кладе после ширк, а Аллах џелешану послушноста на родители е кладе после таухид. Не е чудно ич. Се пренесви дека Енес ибн Малик го пренесви овај ривајат. Ахмед и Табарани го пренесви овај ривајат. Се случило во време на пегамбер алейхи селам. Дошле сахаби ке пегамбер алейхи селам му рекле: а Расулуллах, филан и филан сахаб, негово име Алкаме, е во смртна постела и немој да се пресели во ахирет, никако немој да изговори шехадет. Пегамбер алейхи селам ги распрашал за негов хал, каков бил, како живел. Му рекол: дали имат родители живи? Рекле: негов татко е преселена жива и негова мајка е стара, доведете ја кај мене. Кога дошла ке пегамбер алейхи селам е прашал за животот на овај Алкаме. Таа му рекла: Расулуллах, тој кланаше малку, постеше малку, фарзовите ги имаше, плюс ова нафиле, секогаш кога се спомни, ке сахаби кланаше малку, постеше малку, се мисли само на нафиле зијаде. Ова да го знаеме. Пегамбер алейхи селам рекол како беше негов
однос према тебе. Рече, многу добро се однесуваше со мене се додека се жена. Од кога се жена ме заборави, мене ја даде предност на негова жена. Рекол пегамбер алейхиселам, ова е себе, пошто тој немој да изговори шехадет и немој да се пресели во ахирет. Рекол пегамбер алейхиселам на Билал радијаллаху ани, што биле сахаби, соберите дрва и да го фрлиме, да запалиме оган и да го фрлиме, нека гори во овај дуњалушки оган, него да гори во ахирет. Кога слушнала ова мајка, рекла Расулуллах залем, че го запали жив, да. Подобро да гори во ова дуња, него да гори во ахирет. Рекла Расулуллах, аз му правам на нему халал. Му опростувам за све што грешил према мене. За сите грешки што ги направил према мене, ја му правам халал на нему. Пегамбер алейхиселам го платил на Билал и му рекол да видиш како негова ситуација, ако зборуваат вистина, ако му правеше халал вистина од негово срце, че мој да се пресели во ахирет. Кога стасал до негова врата, слушнал само како учи шехадет, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, и се преселил во ахирет. Ваква ситуација на тие што не се послушни на родители. Вака ќе биде халот на тие што ги клале после нивна друга фамилија, негова жена и негови деца. Денеска му даваме приоритет на сите нешта и на последно место ги ставаме наши родители. Ова голема ноксан, ова голем ноксан во иман, во наше верување голем ноксан. Вака не било со сахаби, вака не бил пегамбер алейхиселам, вака не биле селев. Се пренесвит од селев, Зейнул Абидин и некои други од селев, никогаш не јавеле со низина мајка во исто време. И негов татко. Му рекле, зошто? Ми е страх да не погледни некој залак во софра, ја да го земам пред неа, таа да го сакат да го земат тој залак, за да не правам некоја, ја не убајна во незино срце. Ова претерано за нас. Све претерано за нас, а да му дајме предност на наши жени, пред наши мајки, не е претерано за нас. Пегамбер алейхиселам велит, ако родителите се задоволни од еден човек, Аллах ќе би задоволен од тој човек. Ако родителите не се задоволни од еден човек, од еден син или од една черка, Аллах желешану нема да бит задоволен од овај човек и од ова жена. Се пренесви дека пегамбер алейхиселам, ова предание во Муслим, пегамбер алейхиселам му рекол на Омер радијаллаху ан, рекол, че дојдит една група од Јемен, че дојде една група од Јемен, че правят хадж и че го бараш во ними Увейс ел Карани. Че го бараш Увейс ел Карани. Че бараш од него да правите истигфар за тебе, да барат опрос ке Аллах желешану за твој зунуб. Ово Муслим. После известно време, секоја година, кога беше Омер радијаллаху ан, кога беше халифа, секојаш кога дојдеше некоја група од Јемен, ги прашуваше и му велеше дали е во вас Увейс ел Карани. Се до едно време, кога дојде една група во хадж, да обавет хадж, и ги праша Омер радијаллаху ан, и му рекве, да, Увейс ел Карани е со нас. И го викна Омер радијаллаху ан на Увейс. И му рече, ја Увейс, дали ти имаш мајка? Да, рече. Дали ти си правиш доброчинство спрема твоја мајка? Да. Рече, дали ти си бил погоден од кожна болест? Некоја шуга или кожна болест? Да, рече. Дали си се излекол освен едно место колку еден дирхем во негов стомак? Останало, да. Рече, прави дуа за мене. Рече, амурул муъминин, ти си, во подобра ситуација да правиш дуа за мене, да бараш опрос за мене, него ја. И тога Омер радијаллаху ан му рече, го слушнав пегамбер алейхиселам, ми кажуваше мене, че дојде Увейс ел Карани, барај да ти барат истигфар, за тебе ке Аллах желешану. Тој прави доброчинство спрема негова мајка и бил болен од кожна болест, му рекол пегамбер алейхиселам, направил дуа и Аллах желешану го излекол и побарал Увейс да остани едно место од таа болест на негов стомак, за да се подсетви на ова болест и на овој благодет ке Аллах желешану, и кога го види секогаш, да му биде захвален на Аллах желешану. Себе доброчинството спрема неговата мајка, негова дуа немало застор помеѓу негова дуа и Аллах желешану. Аллах желешану секогаш е примал негова дуа. Вака биле овие први генерации, вака овие генерации се секирале и се грижеле за нивни родители.
Имале секираcija за нивни родители, зашто знеле која е важноста. Каква важност Аллах Желешану му дава на овие родители. Каков степен имат овие родители ке Аллах Желешану. Сад ибн Аби Вакас, која прима ислам, негова мајка му реше: ја Сад, ако не се вратиш ти од ова вера, ако не се вратиш ти од ова вера, ако не излезеш од ова вера, ја рече нема да јадам и да пијам, и ќе излезам во санце, и ќе умрам од глад и од жет, и луѓето ќе речат: види, Сад е виновен за смртта на негова мајка. И вистина, неколку дена, 3 дена ова мајка не јадеше и не пиеше. После 3 дена дојде Сад ибн Аби Вакас ке негова мајка. И кога ја виде во таква тешка состојба, рече: о моја мајко, кога ти би имала 100 души, и една по една, кога би ти излегвеле од твое тело, ја нема да се вратам од моја вера ни една мал момент и нема да оставам ни едно нешто од моја вера. И кога би ги гледал тие 100 души како излегуваат од твое тело, и кога виде ова мајка дека Сад ибн Аби Вакас е цврз во теа нешто, се пренеси дека после ова и ова мајка примала ислам. И Аллах Желешану некој муфесири велат себе ова случка го пушти овај ајет, каде Аллах Желешану вели: "Ва ин џахадака ала ан тушрика бима лейса лека бихи илмун фала тути'ихума." Ако велите Аллах Желешану, тие те принудвен на тебе да ми припиши здружени, а ти немаш никакво знаење за теа нешто, немој да си му послушен. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. И ти понашај се со ними добро. Ти на најдобар начин повторно понашај се со ними. Иако тие те терет да направиш ширк, родители, немој да ги слушаш, велите Аллах, никако за ширк. Али понашај се со ними на најдобар начин. Понашај се со ними на најдобро понашање, иако ти е куфар. Одека кажме дека ако родители твои се куфар, ти мораш да му правиш доброчинство на твои родители. Да се понашаш на најдобар можен начин спрема твои родители. Во време на Омер ради Аллаху ан, ова е значи момент едини кога човекот мој да биде непослушен, односно има наредба од Аллах Желешану да не биде послушен спрема своји родители, ако тие го наведват да направи некој ширк, ако тие го наведват нешто да искривит од негова вера или го спречат да прави нешто во негова вера. А во сите други случаи треба да биде послушен на негови родители. Зошто никогаш инсан немој да му се одолжи на негови родители за тие што го направиле за него. Освен, рекол пегамбер алейхиселам, ако ги најде во заробеништво и ги откупит на ними во овај случај, како да му се откупил за тоа што го направиле на ними. Само во овај случај. Во време на Омер ради Аллаху ан, имало еден човек од Јемен, кој дошол во хадж, во негови рамена е носил негова мајка. И правил хадж, направил таваф и цел хадж го завршил и дошол ке Омер ради Аллаху ан. Му рекол: ја емир ел муъминин, ова моја мајка не може да оди. Сите нејзини потреби што ги имат, ја ги завршвам за неја, храна ми е, чиста ми све. И направих хадж со неја, дали се одолжив на неја? Омер ради Аллаху ан е рекол: не се одолжи на неја ни 1%. Зашто ти ова све го правиш и очекви смртта нејзина. А таа истото го прела за тебе и се надевала дека ќе живееш. Кога си бил мал, таа го прела истото теа што го правиш ти за неа и се надевала дека ти ќе живееш, ќе имаш долг живот, а ти очеквиш таа да се пресели. Секој момент очеквиш ти и имаш нада дека ќе се преселиш што побрзо за да се куртулиш од теа нешто. Иншаллах, Аллах Желешану да ни даде разбирање од овие нешта. Да не натера шејтан да забораваме на овие големи гревови. Ова е, браче, еден од најголемите гревови. Да би човек непослушен спрема родители, да заборај на теа нешто што тие го преле. Имате и други хадиси каде пегамбер алейхиселам објасни ти кажбит за ова. Е дошол исто еден човек, го прашал на пегамбер алейхиселам за негови родители кога ќе му се одолжи. Никогаш немој човек да му се одолжи на родители. И во некој хадиси дошло николку едно нејзино овкајне. Не можеш да ја се одолжиш кога те ношела во нејзин стомак твоја мајка, не можеш да ја се одолжиш колку нејзино едно ов што го направила.
Не можеш да се одолжиш на твоја мајка. И никако да не би себе некој да ни го расипа нашиот однос со наши родители. Ни наша жена, ни наши деца, ни наши пријатели, никој. Малик ибн Енес пренесвит. Малик ибн Енес, рахимахуллах, дошол еден човек кај него, во негово време. И му рекол: ја Малик, имам една мајка. Доаѓаат ке мене често и ми бара средства за издржавање. Моја жена секогаш ме наговорви да не ја помогам веќе, да не ја давам никакви средства. Малик ибн Енес му рекол на овај човек: никако немој да бидеш послушен на твоја жена, што и да бара твоја мајка, дај на твоја мајка. Ова Малик ибн Енес. По известно време овај човек пренесвети вели: кога се вратив дома еден ден, слушав моја жена и дојде моја мајка. Побара пари и реков: више никогаш да не дојдеш во моја врата. Никогаш да не дојдеш во моја врата. После ова, истиот овај човек, овај ривјаат го пренесви вели: по некое време излего во трговија, во тижарет. Ме пресретна една група на кратци. Ме украдоа све од толку што ме тепа, моја десна рака се шлогира. Се парализира. Дојде моја мајка во моја куќа. Моја мајка во моја куќа дојде и кога ме виде во таква состојба и рече: о мој синко, кој ти го направи ова? И вели тој човек: јас и реков: о мајко, ти си себе под за ова што ми се случи на мене. Тој ден кога јас те избркав од моја куќа, кога ти кажав никогаш више да не дојдеш ке мене во помош да бараш. Само по малку време ме пресретнаа тие кратци и со оваа рака која требеше да ти дам тебе тие средства што ги бараше од мене, Аллах Желешану ми е парализира ова моја рака. Ова мајка почна да плачи и рече: ја Аллах, направи дуа, ја Аллах, ја му правам халал на мој син. Немам никакво лошо мислење за мој син. И стана вели моја мајка да заминуват од моја куќа и само што ме прегрна и јас ја прегрнав со двете раци, Аллах Желешану ми ослободи моја рака. Себе таа дуа на таа мајка. Браќа, има неколку дуа што Аллах Желешану не ги отпива. Има неколку видови на дуа, односно луѓе кои прават дуа, кога мусафир, кога постар праведен владар, и една од тие дуа родители за негови деца. Ова дуа немат граница, престор и застор измеѓу ова дуа и Аллах Желешану. Нема никаква граница и престор и запирање помеѓу ова дуа и Аллах Желешану. Да не ги налутиме наши родители, да не ни прават халал на нас, за да имаме тешки живот во дуња и во ахирет. Да бидеме послушни на наши родители. Да бидеме онака послушни како сакаме наши деца да бидат послушни утре со нас. Секој еден што се огрешил спрема своји родители да направи теубе, да побарат опрос од Аллах и од негови родители и да го поправи негов однос према негови родители. За утре негови деца да се понашат добро со него. Али браќа, и вие родители, дошол еден човек Омер ради Аллаху ан со негов син. Му рекол: ја Амир ал-Муъминин, мој син се понаша недобро спрема мене. Му рекол: о ти младичу, зошто ова обвинение? Како се понашаш ти со твој татко? Те е точно ја Амир ал-Муъминин што го кажа мој татко. Ја не се понашам добро со него. Али му рече дали има тој некој права ке мене и ја некој права ке него. Да. Кој се Амир ал-Муъминин, неговите права, односно моите права ке него? Му рече Омер ради Аллаху ан: да ти најди добра мајка. Ани твоја мајка, негова жена која земји да би добра жена, добра муслиманка, како дошло во хадис, жената се земат за 4 работи. Земајте ја побожната и бидите рахат. Добра мајка да ти стави добро име и да те поучи во Аллаховата книга. И овај младиш му рекол: ја Амир ал-Муъминин, мој татко ми кладе грдо име, неубаво име, Иш. И ме викаше: о ти синко на црна робинка. Моја мајка беше црна робинка и ме викаше со такво погарно име и ништо не ме научи од овај дин. Хејч. Кога го слушна ова Омер ради Аллаху ан, се налути и му рече: овај татко, барај опрос од Аллах Желешану за ова нешто што го имаш направено. Значи не секогаш да ја бараме вината и ке децата, него да ја побараме и вината ке нас.
Зашто детето се советува 20 години пред да се роди. Односно ти си тој кој треба да бидеш добар за и твое дете да биде добро. Да го поучиш во дин, да го научиш во дин тамам за да се понаша добро тие утре со тебе. Али денеска немаме време за тие наши деца. Не му даваме голема пажна и важност на тие деца. Се замараме со други работи, со други расправи помеѓу нив и ги заборавивме тие деца на нас, кои деца видовме ние во наши места, почна и таа мода, како кажавме, како кај тие куфар, да ги носат негови родители во старски дом. Да ги оставят во теа место таму и да не се грижи никој за ними. Ова голема грешка, ова големо нешто да почнеме да се поправаме од овој момент секој еден. Како кажавме, родителите да почнат да ги учат во дин нивни деца, да ги научат дека Аллах Желешану наредби да правиш добро спрема твои родители, да се грижиш за твои родители, за и утре за тебе да ти пред доброчинство и да се грижат за тебе. Иншаллах, Аллах Желешану да ни даде разбирање од овие неколку зборови. Сите кои се во мака, во тегоба, во искушение, Аллах Желешану да му отрни таа искушение, таа мака. Сите муслимани кои денеска имат големи искушенија, се клавени во големи искушенија, големи неправди од целиот свет, Аллах Желешану да му олесни на сите, да му трни таа тешкотија на тие муслимани. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك